Граѓани на улица, откажани настани, куќи на трагачи во половина од објектите. Ваква беше утринава сликата во главниот град, откако музеи, хотелски објекти, училишта, железничката станица, медиуми, а за прв пат и вила во дно, добија порака со заканувачка содржина. Министерството за внатрешни работи ја заврши истрагата и утврдено е дека дојавите се лажни. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека се направени сите потребни проверки во врска со денешните пријави по добиените пораки на електронски адреси со закана за наводно поставена експлозивна направа во институции, училишта, хотели и згради во Скопје и едно училиште во Прилеп, и утврдено е дека станува збор за лажни пријави. Во содржината која била испратена до дел од медиумите стои пораката "Нема да застанеме". Нема да застанеме додека корумпираната власт на СДСМ не се тргне. Властите веќе знаат што треба да прават, но тоа не го прават. Писмото беше одамна пратено. Затоа денес жртви мора да паднат. Ваквата порака била насловена како закана, пренесува порталот 360 каде и била испратена. Во пораката било наведено во кои објекти биле поставени експлозивни динамити. Посочени беа музеј на град Скопје, природно-научниот музеј, археолошки музеј, музеј на ММБ, спомен куќа на мајка Тереза, градскиот трговски центар, трговскиот центар Изгейт, трговскиот центар Бисер, зградите Флетајрон, Джеваир, управниот суд, куќата на председателот Вила Водно, хотел Мериот, хотел Александар Палас, спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски, железничката станица Скопје и зградата на Фудбалската федерација на Македонија. Заканувачка содржина била испратена и на мејлот на Министерството за внатрешни работи, ама зградите на медиумите и на МВР не биле наведени како објекти кои имаат бомба. Сагата со лажните дојави за бомби започна во октомври минатата година кога беа испразнети 8 скопски училишта. Од тогаш па навака дојавите продолжуваат, но не само во училиштата, туку и во останати објекти, а и во државни институции. Надлежните веќе 5 месец од како се случи првата дојава ни кажуваат дека работат на расчистување на случајот, но до сега не видовме никаков напредок.